Значи денеска имаме уште една убава можност да со колегите од Унгарија размениме мислења во серијата на заеднички состаноци со стопанствениците од Унгарија. Секогаш се трудиме да ги подобриме односите кои генерално се многу добри помеѓу двете држави, но заради трендовите кои се забележани во почетокот на оваа година, цениме дека ваков тип на состанок е интересен и за нашето стопанство и за стопанствениците од Унгарија, со обзир на тоа дека во изминатиот период нашата економска размена бележи благ пад и ценам дека ќе биде добро да ги размениме искуствата за периодот што следува, заради тоа што Македонија има потреба да ги појачува своите регионални релации со Унгарија и Унгарија секогаш била наш добар економски партнер. За нас е исто интересно да ги споделиме нашите искуства со Унгарија, која веќе помина низ процесот на привлекување на директни странски инвестиции во областа на автомобилската индустрија и онаа втора фаза во која странските инвеститори треба да влезат во зоната на инвеститори со поголема додадена vrednost. Така да мислам, тие искуства ќе бидат за нас исклучително важни. Nagyon hálás vagyok, hogy ismét lehetősége volt 12 magyar cégnek, magyar vállalatnak megjelenni a Technoma kiállításon. Az elmúlt évben az a megtiszteltetését, hogy személyesen tudtam megnyitni ezt a kiállítást. Ebben az évben is érdekeltek voltunk, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg a magyar cégek. Голема е чест за мене што можам да присуствувам и ова година на отварањето на изложбата Технома, каде што ќе настапуваат 12 унгарски фирми. Лани имав чест лично да ја отворам изложбата. Ова година исто така унгарските фирми се многу заинтересирани за настап на овој настан. Elnök úr említette, hogy a jogi, szervezeti keretek és a politikai támogatás mind a két ország vezetése részéről megvan annak érdekében, hogy a gazdasági kereskedelmi kapcsolataink bővüljenek. Господинот председател кажал веќе дека се направени основи за правни и политички основи за проширување на економската соработка помеѓу двете држави. 3 éve kezdte meg a működését a Magyar-Macedón Gazdasági Vegyes Bizottság. Пред 3 години е основана унгарско-македонската мешовита меѓудржавна економска комисија. Az elmúlt években több mint 10 gazdasági tartalmú megállapodást sikerült aláírnunk. Decemberben lesz a harmadik nagy ülés, üzletember fórummal kibővítve Budapesten. Во изминатите 3 години успеавме да подпишеме 10 билатерални спогодби од областа на економијата и трета годишна средба на ова тело ќе се одржи во декември во Будимпешта, кој воедно ќе биде прилика и за средбата на стопанствениците од двете држави. Egy évvel ezelőtt hoztuk létre itt Skopjeban, a Nyugat-Balkánon elsőként a Magyar Nemzeti Kereskedőház szervezetét, Macedón Partner szervezetét. Пред една година тука во Скопје отворивме како прва такво во районот на Западниот Балкан представништвото на Унгарската национална трговска куќа за Македонија и за овој регион. Ennek a mai programnak is egyik szervezője a nagykövetség és a Macedón Kamara mellett a Magyar Nemzeti Kereskedőház. И за овој настан денешен еден од организаторите покрај комората на Република Македонија, Стопанската комора на Република Македонија и амбасадата на Унгарија и Националната трговска куќа од Унгарија. A Macedón Kereskedelmi Kamarával megállapodást kötött a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, és ennek folytatásaként decemberben szándékozunk tovább lépni. A Macedón Kereskedelmi Kamara szerződést, megállapodást fog kötni a Magyar Agrárkamarával, amelynek több mint 300 000 tagja van a kötelező tagság miatt, és a két kamara megállapodását tovább víve úgy tűnik, hogy két regionális kamaránk is megállapodást tud kötni decemberben. Унгарската трговска комора веќе има подпишана спогодба со Македонската трговска економска комора
и во наредниот период ќе настојуваме да во декември на ова средба подпишеме уште една спогодба со Агрокомората на Република Македонија и има изгледи да во наредниот период подпишеме уште две спогодби со регионални комори во овај дел на светот. A nagykövetség munkáját, gazdasági diplomáciai tevékenységét már egy éve önálló gazdasági attasé segíti Széleri személyében, ami megint csak egy nagy előrelépés, és decembertől lesz egy úgynevezett agrár attasé is, aki a macedón és a magyar kapcsolatok, agrár kapcsolatok fejlesztéséért fog felelni. Веќе една година во рамките на амбасадата на Унгарија е поставен специјален економски аташе во личноста на господинот Ервин Сел, кој е задолжен исклучително за одржување и развивање на меѓусобни економски врски, а од декември ќе се постави и еден специјален аташе за подрачјето на земјоделието, аграрот, кој ќе настојува да ги понатаму развива добрите односи на тоа поле. Megvan tehát a politikai akarat mind a két ország részéről, megvannak a jogi keretek, megvannak a szervezeti struktúrák, amelyek működhetnek, de ennél is lényegesebb, hogy a vállalkozók találkozzanak egymással, ismerjék meg egymást, hiszen a kereskedés, a külgazdaság az bizalmi tőkére épülhet, és ebből születhetnek meg az üzletek. Значи, поставени се политичките правни основи за добра соработка, но тоа многу побитно е да стопанствениците имаат прилика лично да се сретнуваат, да се запознават и да се изгради меѓу нив односот на довербата, бидејќи стопанството функционира на тие односи на довербата меѓу стопанствениците. Egy mondatot mondok, nem fontos adásba tenni, de olyanok vagyunk mi itt elnök úrral, meg a kereskedőházzal, meg a nagykövetségünk, mint egy jó házasság közvetítő, aki kellemes körülmények között összehozza a feleket, összeismerteti őket, aztán már a feleken múlik, hogy mi történik a következő napokon. Ова би само сакал да ви кажам, не мора веќе да се даде во емисиите, но ние економската комора, стопанската комора на Република Македонија, ние амбасадата и трговската национална трговска куќа на Унгарија сме како некои посредници во бракот. Ние ги доведуваме страните, ги запознаваме, настојуваме да биде нешто од таа врска, но не мора да бидеме присутни на првата брачна ноќ. Köszönöm szépen. Благодарам.